Makedonya-Türkiye ilişkilerine biz de yerel yönetimler olarak bir katkı sağlıyoruz. Bu kadar uzun zamana dayalı olan ilişkiler içerisinde bir ilki gerçekleştiriyoruz. İlk defa Türkiye'de bir Makedonya Kültür Günleri düzenleniyor. Почитувани пријатели,
Сакам да подвечам дека Република Македонија и Република Турција, кој е наш стратешки, политички, економски и културен партнер, негуваат долгогодишно искрено пријателство и имаат одлична културна соработка. Македонскиот и турскиот народ ги поврзуваат многу заеднички нишки, меѓу кои името на големиот политичар и лидер Мустафа Кемал Ататурк, чија родителска куќа наскоро ќе биде реконструирана во селото Кожаџик, центар Жупа. На овој начин до целиот свет ќе ги испратиме пораките на големиот лидер за достоинствен живот, мир и разбирање помеѓу народите. Националниот ансамбл на народни игри, песни, танец, пак како во препознатливот символ на македонскиот идентитет на турската јавност, ќе се прикаже парче од богата македонска фолклорна традиција, која секогаш била извор на креативни дела као значајна вредност на македонскиот идентитет. Јас имам среќа во моите 2 години овде во Турција, ова да биде 4-то гостување на танец и никогаш не се менуваат чувствата. На вистина, секогаш се потврди дека танец е нешто, едно од најдобрите работи во Македонија. Тоа се професионалци кои на најдобар начин ја представуваат Македонија и се веројатно едни од најдобрите амбасадори на Република Македонија. Секогаш се воскитувам на нивниот настап. Ви кажувам за 2 години 4-ти пат, меѓутоа би ги гледал уште многу пати. И кога бев во Швајцарија и во Германија, ми кажуваа за нивните настапи, нема среќа таму да ги гледаме, меѓутоа на вистина тие се вистинските амбасадори на Република Македонија и би требало што може почесто да гостуваат во Македонија, затоа што ја представуваат Македонија во најдобро светло.
Триото Интерарт е овдека на деновите на македонската култура во Анкара по покана на амбасадата, македонската амбасада тука во Анкара. Триото Интерарт Емилија и Александар го формира уште во 97-та година. Меѓутоа ваков состав, каде што се приклучив и јас, е од 2003-та, значи од прилика 9-та година е каде што заедно функционираме како трио. Се роди една идеја да се создаде едно такво трио, така да првото искуство со создавање на едно такво трио се создаде во градот Алтенбург, значи во Источна Германија, каде што започнавме да соработуваме со една јапонска пианистка Макико Хирата. За едно вакво трио, значи дела, конкретно за две флейти и клавир, како што е нашиот состав, се многу ретки. Па ние имаме издадено 3 носачи на звук, 3 CD-а. Едното е на повеќе романтична музика, едното е баш современа музика, каде што се застапени, тоа е второто дело од македонски автори, по современи странски автори, и третото е заедно со тоа беше една соработка со еден норвешки композитор Јоаким Кноп и пианист воедно. Имавме заеднички концерт во Битола и тоа беше снимен беше тој концерт и беше издадено нашето трето CD, а исто така имаме и снимено и видеоспот на триото. Јас бев страшно изненаден и воодушевен со овој спој што се направи, значи со оваа презентација на македонската култура во Анкара. Имено настапувавме ние, значи класичен состав, две флейти пијано, со дела од современи македонски композитори и со еден спој со ансамбл како што е танец. Значи, без разлика што е сепак современа македонска музика, значи провејуваат фолклорни елементи кои што композиторите толку вешто успеле да ги искористат и да ги вметнат, значи, во современата класична музика. Така да мислам дека и во иднина тоа е некоја насока, некој правец кој што мислам дека како трио треба се стремиме да го правиме, затоа што на тој начин мораме да го истакнуваме нашиот печат, значи на традиционалното фолклорното кој што имаме меѓутоа со нашите класични инструменти, тоест флейтата и клавирот. Единствени две нешта кои не признаваат вера, боја, раса, кои не признаваат граници се спортот и културата и музиката. Така да се случи овој пат и самите бевте сведоци, и сите ние колку добро беа пречекани нашите игрорци и после тоа колку пријатно беше на овој така, не можам да наречем фудбалски надпревар, да, него на Ревија каде што во подминати години и луѓето од дипломатијата заедно се најдовме на еден мал терен каде што во еден час така покажавме нешто од фудбалската игра, иако таа не е на некој високо ниво, меѓутоа сепак ова е само Ревија, ова е само еден пријателски момент, една средба во која најголемото доживување представува самата игра, дружењето и се тоа што се случуваше овие дена тука во Турција. Денеска толку пријатно изненадени од нашата публика која не бодреше.
цело време. Меѓутоа, ние можеби не бевме на висината на задача, меѓутоа сепак се надам дека не ги налютивме. Ние побаравме официјални податоци од Турскиот статистички завод и добивме дека во Турција живеат 1307 македонски државјани. Че тоа се повеќето студенти или луѓе кои тука стапиле во брак, меѓутоа тоа е релативно мала бројка. Од друга страна, огромна е бројката на турските државјани кои дошле во Турција од Република Македонија. Проценките варираат меѓу 500.000 и 2 до 3 милиона, меѓутоа на вистина бројот е голем, особено во Измир, Маниса, Бурса, Истанбул, особено во Маниса, каде што има цели делови од градот каде што живеат и се уште се зборува македонски јазик и неповторливо е чувството да се оди таму, во делови од Измир и од Маниса, каде што се чувствувате како во Македонија. Тоа се турски државјани кои немаат македонско државенство, меѓутоа кои се уште после толку години, повеќето од нив Македонија напуштиле 50-тите и 60-тите, имаат изворено блиски чувства кон Македонија и тие се организатори во многу случаи на гостувањата на македонски уметници и групи и на вистина нивната соработка со конзулатот во Истанбул и со амбасадата во Анкара е изворена. Шакир Илјас Огулари. Да. Човекот кој што е иселен веќе долги години од Македонија, човекот кој како дете излегол или заминал од Охрид, ама човекот кој во своето срце, во својата душа, го чува споменот и љубовта и за Македонија и за Охрид. Кажете ми, сите овие години наназад, рековте колку години вашите заедно со комплетното семејство се преселени од Македонија во Турција? Ние се иселивме од Охрид за време на масовното иселение на турците од Македонија 1957 година во месец мај, значи пред 55 години. Јас завршив 8-годишно училиште во сегашната Охридска гимназија, Свети Климент Охридски. Таа зграда е изградена 1910 година од големиот револуционер, младата турска револуција, господинот Ејуп Сабрибек. Јас сум учел тука, во таа гимназија. Уште зборувам, го владеам македонскиот јазик. По професија сум оперски пеач. Јас сум тенор, солист во Анкарската опера. Долго години пеам, сум пеал и многу пати и во Скопје. Од 1999 до крајот на 2002 година во Скопје бев атаче за култура, советник за култура при турската амбасада. Нашиот голем лидер, знаете, школувал гимназија во Битола. Ама тој е основателот на Балканскиот пакт. Во Истанбул 1936 година во говорот вели дека прв пат тој зборува за Македонија и вели дека Македонија треба да биде независна. Точно после 65 години Македонија стана независна држава, а нажал после 2 години почина големиот лидер и Балканскиот пакт се растури. Јас уште не сум ги заборувал моите детски години, имам уште другари во Охрид и често патувам. Многу поздрави на Македонија, на сите мои пријатели и кои живеат таму.
Постои потреба за поголем број гостување на наши фолклорни ансамбли, бидејќи во моментов, можам да зборам за Германија и Швајцарија, каде што работа се сведува на гостувањата на најголемите фолк звезди секој викенд во еден од клубовите, меѓутоа се бара и нешто повеќе. Реално, да кажеме во Германија, постојат 20 клуба каде што секој викенд се одржува по една прослава, по било кој повод, луѓето се собираат, гостува една наша голема фолк звезда, меѓутоа еден клуб прави 1 до 2 прослави годишно и толку. Има потреба за многу повеќе, има потреба за уште подобра соработка меѓу амбасадите, конзулатите и самите здруженија се разбира. Меѓутоа, од друга страна, некои здруженија згаснуваат, затоа што поновите генерации не се заинтересирани да работат во клубовите, постарите заминуваат. Поновите генерации, особено во Германија, добиваат германско државенство, добиваат отпуст од македонското, така што замира во одредени делови од Германија, да кажам, работата на клубовите, за жал, се уште се е сведено на работата на постарите генерации, кои се на истите функции по 30 години. Меѓутоа, мора да се изнајде начин да се реши проблема, бидејќи реално кажано државите сака да постојат македонските клубови, државите во кои работат, понекогаш се издвојуваат финансиски средства, меѓутоа еден момент доаѓа кога ентузијазмот се намалува и тој момент мора да се надмине и новите генерации да се заинтересираат да доаѓаат во клубовите. За мене македонштината не е национализам, туку македонштината е патриотизам. Затоа што да си бидеш македонец, да бидеш свој. Ние резервна држава немаме. Ова е нашата држава. И затоа не треба да си го забораваме пред се оно што го имаме од нашите баби, дедовци, а тоа се вика традиција.